Историја и дел од најубавите места во Македонија. Историјата на Македонија, позната како Република Македонија, датира од античко време. Во 356 година пред новата ера, областа била на античките македонци, предводени од кралот Филип II и неговиот син Александар Македонски. Под власта на античките македонци, регионот напредувал и ја проширил својата територија, на крајот станувајќи доминантна сила во регионот и во светот. По смртта на Александар Македонски, неговата империја била поделена меѓу неговите генерали, желни за власт и моќ на региони, па така Македонија почнала да се распаѓа и дели. Во следните векови, регионот бил освојуван и управуван од различни империи, вклучувајќи ги римјаните, византијците, словените и Отоманското царство или империја. Во тоа време луѓето во Македонија развиле уникатна култура и идентитет. Во почетокот на 20 век Македонија станала дел од Кралството Југославија, а по Втората светска војна станала република во рамките на Социјалистичка федеративна република Југославија. Во 1991 година земјата прогласи независност и стана Република Македонија. Македонија е мала земја без излез на море, лоцирана на Балканот. Има разновидно население составено од словени, македонци, албанци и други малцински групи. И покрај низината мала големина, земјата е позната по своето богато културно наследство, прекрасните пейзажи и пријателските луѓе. Постекнувањето на независноста на Македонија се соочи со неколку предизвици, вклучително и економски борби и етнички тензии. Во 2001 година имаше краток вооружен конфликт кој беше решен преку Охридскиот договор, со кој се даде големи права на албанското малцинство и се обезбеди нивното представување во владата. Во последните години Македонија постигна напредок во стабилизирање на својата економија и подобрување на односите со соседите. Во 2005 година земјата ги започна преговорите за влез во Европска унија, а во 2020 година официјално го промени своето име, со што спрема некои луѓе го реши долгогодишниот спор со Грција за употреба на името за возврат да влезе Македонија во НАТО и Европската унија. Од влегувањето во ЕУ уште нема никаков фабер за Македонија, а спрема други ја отвори Пандорината кутија и создаде уште поголеми проблеми за името, идентитетот и историјата на Македонија. Покрај напорите за влез во ЕУ, Македонија се обиде да ги подобри односите и со други земји во регионот, особено со Грција и Бугарија. Во 2018 година Грција и Македонија го подпишаа договорот од Преспа, кој според некои луѓе го реши спорот за името и го отвори патот за Македонија да стане членка на НАТО и исто така требаше да стане членка и на ЕУ, а до ден денеска нема ништо од тоа. Денес Македонија е земја која работи на изградба на стабилна и просперитетна иднина. Има разновидно население кое се гордее со своето наследство и култура и напредува во напорите да се приклучи на ЕУ и другите меѓународни организации, но ЕУ и другите организации не покажуваат никаков интерес за Македонија. Македонија е мала земја која се наоѓа на Балканскиот полуостров во Европа, позната е по своите живописни пейзажи, богата историја и културно наследство. Еве неколку од најубавите места во Македонија. 1. Охрид. Охрид е град кој се наоѓа на брегот на Охридското езеро, кое е едно од најстарите и најдлабоките езера во Европа. Градот е познат по својата историска архитектура, вклучувајќи ја средновековната Охридска тврдина и многуте цркви и манастири, кои се прекриени низ градот. Градот е дом на фестивалот Охридско лето, кој е популарен настан и кој привлекува посетители од цела Европа. Охрид е познат по чистото езеро и средновековните цркви. Охрид често се нарекува и Ерусалим на Балканот. 2. Кањонот Матка. Кањонот Матка е прекрасен природен кањон лоциран во Скопје, главниот град на Македонија. Кањонот е дом на неколку средновековни манастири, како и браната Матка, која е популарно место за рафтинг и кајак. 3. Градот Велес. Велес е познат по својата богата историја, култура и традиционални занаети. Посетителите може да истражат Велешката стара чаршија,
која е една од најважните чаршии во земјата. Велес има долга разновидна историја која датира од античко време. Областа околу Велес била населена од македонци околу 2000 години пред новата ера. Во следните векови областа била освоена и управувана од различни империи, вклучувајќи ги римјаните, византиците и Отоманската империја. Во тоа време луѓето од регионот развиле уникатна култура и идентитет, што не биле мешавина од словенски, византиски и отомански влијанија. Велес е познат по своето богато културно наследство, вклучувајќи неколку историски архитектонски знаменитости. Градот има неколку средновековни цркви, меѓу кои и црквата Свети Ѓорѓе, која се смета за една од најважните културни споменици во градот. Богатата историја, културата и традиционалните занаети на градот го прават интересно место за посета, а неговата локација во срцето на земјата го прави погодна основа за истражување на околината. 4. Стоби. Стоби е антички град кој некогаш бил голем економски и културен центар. Посетителите може да ги истражуваат добро сочуваните урнатини на градот, вклучувајќи го театарот, базиликата и палатата. 5. Национален парк Маврово. Националниот парк Маврово се наоѓа во западниот дел на земјата и е дом на некои од најубавите пејзажи во Македонија. Паркот е познат по своите прекрасни планини, шуми и алпски езера, како и по богатиот животински свет, вклучувајќи мечки, волци и рисови. 6. Битола. Битола е шармантен град сместен во југозападниот дел на земјата, познат по своето историско и културно наследство. Градот има многу градби од Отоманската ера, вклучувајќи го и импресивниот археолошки локалитет Хераклеа, кој датира од 4. век пред новата ера. 7. Скопје. Скопје е главниот град на Македонија и е град со богата историја и култура. Старата чаршија на градот е место на светското наследство на УНЕСКО и една од најголемите чаршии на Балканот. Тој е дом на многу музеи, споменици и знаменитости, како што се Скопската тврдина, Камениот мост и спомен куќата на мајка Тереза. 8. Манастирот Свети Наум е манастир кој се наоѓа на брегот на Охридското езеро и нуди прекрасен поглед на езерото и околните планини. Ова се само неколку примери од многуте убавини и убави места што ги нуди Македонија. Земјата е дом на многу мали села, природни паркови, езера и други скриени скапоцени места кои вреди да се посетат. Се на се Македонија нуди широк спектар на убави и интересни места за посета, од антички урнатини и средновековни манастири до живописни градови и природни чуда. Секое место има свој уникатен шарм и историја, поради кој вреди да се посети секое од овие места и да се истражат убавините на Македонија. Доколку ви се допадна видеото, ставете subscribe или претплати се, кој е потполно бесплатно. Оставете еден лайк или пишете во коментар, доколку сакате видео на некоја тема. За вас може ништо не значи, а за каналот значи многу и би ми било драго да го прочитам и вашиот коментар. Ви благодарам за вашето одвоено време.